Волкот и овцата. Си живееше еднаш еден волк, кој беше познат по тоа што беше многу крволичен и алчен. Еден ден му се насмеав на среќата. Некои ловци оставиле зад себе цел куп уловен дивеч, па тој си приреди вистинска гозба. Со полн стомак и задоволна насмевка, тој реши да се прошета, за да му се свари побрзо изедената храна. По некое време тој сретна една овца која мирно си пасеше. Знаејќи каков глас го биеше, кутрата овца штом го виде се стаписа од страв. И повеќе од навика отколку од глад. Тој беше пресит. Волкот и се нафрли на овцата и ја собори на земи. Чувствувајќи дека стомакот му е преполн, си помисли: ако ја изедам овцава, сигурно ќе ми стане лошо. Секако ќе морам да ја пуштам. Ама ако се расшири веста за ова, мојот углед ќе биде нарушен. Но потоа му текна: овчичке, денес се чувствувам милосрден. Ке те пуштам, ако посакаш 3 желби, но тоа мора да бидат навистина остроумни желби. Овцата, која веќе се виде себе си во челуста на волкот, не можеше да им поверува на своите уши. Договорено. Еве ја мојата прва желба. Никогаш да не те сретнев. Мојата втора желба е, доколку мораше да те сретнам, да беше слеп. Третата желба, која ја посакувам дури повеќе од другите две заедно, е сите вие волци заслужено да испоцркате затоа што заклавте стотици овци кои ништо не ви сгрешиле, му рече овцата искрено. Волкот беше воодушевен од одговорот на овцата. Честитки, ми даде искрен, храбар и интелигентен одговор. Па нема да ти се наљутам. Си ја заслужи слободата и можеш да си одиш, рече волкот. И така, овцата си замина срекно подскокувајќи. Кликнете лайк и subscribe за да чуете повеќе приказни, а во коментарот напишете што сакал да направи волкот или која приказна сакате да ја чуете следна.